Во рамките на активноста за медиумска писменост, средношколците од Кавадарци и Неготино првично подели информативни флаери преку кои се обидуваат да ја покренат медиумската писменост кај локалното население, односно да го покренат нивото моментално на медиумска писменост кај локалното население. Ова активност е само еден мал дел од проектот хаштаг медиумска писменост, спроведувана од Сдруженијето за едукација, тренинг и развој Прогрес Плюс од Кавадарци, а поддржана преку регрантирање на регионалниот проект Медиумите за граѓаните, граѓаните за медиумите. Роза Добринова од Средното општинско училиште Киро Спанџо Брко ќе се обиде да ни одговори, јас би рекол и на најглавното прашање, што всушност представува медиумската писменост. Медиумската писменост во главно е една голема и широка гранка која во светот на младите луѓе значи многу и ние со нашиот проект сакаме да ја подигнеме свеста на младите и всушност да научат што е тоа медиумска писменост. Пред се треба да знаеме што е писменост. Писменост е способност за читање и пишување. А медиумите значат нешто повеќе од тоа, односно медиумот е каналот каде што можеме да ја пренесеме информацијата и пораката. Секој млад човек поминува од 12 до 16 часа дневно со медиум. Почнувајќи уште рано наутро, кога стануваме, првото нешто што го правиме е со нашиот медиум, нашиот телефон. Подоцна, кога одиме на училиште, кога одиме на работа, ние сме обкружени со медиумите. Тоа значи дека ние живееме со нив. Под медиумите може да спаѓаат телевизија, радио, книгите, списанијата, весниците, но најмногу во денешно време интернетот и социјалните медиуми. Како функционираат медиумите и всушност која е улогата на човекот во медиумите? Позади секој медиум стои уредник или креатор кој што создава своји текстови, пишани документи или информации на кои што тој самиот е креатор. Во денешно време многу е важно да знаеме како да ја подигнеме медиумската писменост кај младите. Кога до некој млад човек ќе допре некоја вест, тој треба да се запраша неколку прашања, например, кој ја испратил таа порака до него, потоа да се запраша кои техники се користени за да го привлечат неговото внимание. Исто така во секоја вест се користени неколку гледишта и начини кои што исто така треба да ги запазиме читајќи ја веста која што допрела до нас. Не секоја вест е примена исто од секого, па затоа може да се запрашаме и како другите луѓе би ја сватиле веста која што ние ја читаме. Ние младите сега го оформуваме нашиот критички став, а медиумската писменост игра важна улога во тоа. Ни овозможува критички да размислуваме и да ги согледуваме лажните од вистинитите вести и потребните од непотребните. Ни овозможува исто така да пристапиме и да ја најдеме информацијата која нас ни е потребна. И со тоа ние стануваме отпорни на манипулации од медиумите. Разбираме како и зошто се произведуваат медиумските содржини и кој ги праќа тие медиумски пораки, а со тоа и ние самите учиме да креираме и создаваме медиумски содржини со кои ќе учествуваме активно во социјалните случувања. Јована Анđелковска од Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи од Неготино, ќе ја запрашам што е тоа што треба да го знаат младите како креирачи на медиумска содржина. Најважните работи кои што ние како креирачи на медиумски содржини треба да ги знаеме е прво да ја потврдиме точноста на информацијата, односно на содржината која што ја објавуваме, а подоцна исто така треба да се запрашаме самите себе си дали нашата содржина може да не повреди нас како создавачи на иста таа содржина или може да повреди некој од нашите читатели, односно луѓето кои што ќе ја воспримаат таа содржина. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари. Оптички интернет до вашиот дом. Само со Инел.